И за божикните празници ќе бидат отворени продавниците, штандовите и киосците кои вршат трговија на мало. На 7 и 8 јануари, недела и понеделник, продавниците може да работат ако сами донесат одлука за тоа, но работниците треба да бидат соодветно платени. Премиерот Димитар Ковачевски вели дека ова е побарање на трговците, идентично како што беше и за новогодишните празници, кога дел од продавниците ги отворија своите врати за граѓаните. Придобивки, вели Ковачевски, имаат и трговците, и работниците, и граѓаните. Новогодишните празници секогаш се период кога граѓаните сакаат да купат подароци, тоа е во целиот свет, па и кај нас, секој колку може. За трговците тоа е секогаш добра можност да направат повеќе промет. За работниците во трговијата секогаш е добра можност да остварат подобар приход, така да ќе бидат платени работниците согласно со закон за работа во неработни денови, за работа во недела, и мислам дека во тој дел нема да има проблем, бидејќи секој работодавец сака да ги има своите работници како задоволни, од кои што на крајот на денот зависи и компанијата. Граѓаните во Штип се со поделено мислење, дали продавниците треба да работат или не. Дел од анкетираните велат дека нема потреба за празниците да работат продавниците, за разлика од друг дел кои се децидни дека треба да има барем дежурна продавница, откаде ќе може да се пазарува. Не би требало да работат за мене. Празник си е празник, нека си празнуват. Ма некој ако сака, нека си работи, тоа е желба, пожелба. Треба да работат, од има народ не може да се снабдат, нели, некои се на работа и треба да има барем не целосно да работат, ама да има барем неколку време, 5 сата или 8 сата или 10, треба да работат. По моје така е мислењето. Ние сме на пати нели ангажирани, а и пензионери ние слободни, ама има луѓе што не може да си пазарат. Треба да има само дежурни некаде продавници да знае народот, за да може да се купува, ако неише на работа не е уред. Значи најдобро е како напред на време што имаше дежурни продавници да има професор. Иначе сите да работат нема потреба. Инаку целта на оваа препорака, како што беше образложено од Министерството за економија, е да им се излезе во пресрет на потребите на граѓаните за време на празниците, посебно во помалите градови и места каде нема трговски центри. Исто така, како што беше образложено за време на божикните празници, е зголемена посетеноста од страна на туристи низ целата држава, поради што има и потреба да се овозможи да пазаруваат, а со што ќе се придонесе за раст на потрошувачката во државата.